Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Понеделнички почнуваме нова тема. Зборуваме за статинската терапија, но за да дојдеме до неа мораме да споменеме за холестеролот. Често слушаме дека покачениот холестерол е тивок убиец. Не боли, не дава симптоми, а тивко ги оштетува крвните садови. Но кога лекарот ќе препише статини, многу пациенти се во дилема, размислуваат, читаат на интернет, слушаат од своите блиски или од своите пријатели, па или не ја почнуваат терапијата, или пак едноставно и кога ќе ја почнат по извесен период ја прекинуваат. Зошто е присутен стравот? Но во денешното издание на Фактор здравје ќе ги разрешиме и дилемите и стравовите зошто ни е потребна статинската терапија, а на оваа тема разговараме со професор доктор Марија Вавлукис, субспецијалист кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ја нашла. Да. Зошто заеднички одлучивме да ја обработиме оваа тема? Најчесто зборуваме само за холестеролот, што значат неговите покачени вредности, ја споменуваме статинската терапија, ама се повеќе во последно време претпоставувам дека и во пракса гледате дека многу пациенти ја прекинуваат или не сакаат ниту да ја почнат. Да, именно мене ми е многу драго што овај одговори на молбата, на повикот да малку проговориме на оваа тема. Нашата задача како здравствени работници е секогаш не само да лекуваме во ординациите, но исто така да работиме на општото знаење, медицинско знаење на граѓаните, бидејќи тоа ни е многу важен партнер во соработката со пациентите и придржувањето кон терапијата или адхеренцијата, медицински кажано. И забелешките велат дека и после 50 години постоење на овие лекари и на овие лекови и бројни студии кои што го докажале нивниот бенефит, се уште се соочуваме или дури можеби би кажала дека во последниот период дури и поинтензивно се соочуваме со проблемот на одбивање на статинската терапија и затоа малце би сакала да проговориме заеднички за некои теми и дилеми или табуа поврзани со статинската терапија. И да ги разрешиме истите и да го намалиме стравот, така и да ги охрабриме пациентите онаму каде што навистина е потребно да ја примаат статинската терапија. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Повелете, вклучете се во емисијата со ваши прашања. Со професор доктор Марија Вавлукис, субспецијалист кардиолог од Универзитетската клиника за кардиологија, зборуваме за статинската терапија, потребата и неопходноста од статини, кај оние кај кои што има апсолутни индикации, кај оние кои што се високоризични пациенти и како да ги надминеме и стравовите и дилемите и табуата околу примената на статините. Ќе почнеме со тоа кратко барем да објасниме за холестеролот, зошто велат дека е тивок убиец, како тивко ги оштетува крвните садови, што значат покачените нивоа на холестерол. Токму така, овој термин тивок убиец е најсоодветниот опис на покачениот холестерол и мислам дека оттаму произлегува и најголемиот отпор кон отпочнување на терапијата, антилипемичната терапија или липид модифицирачка терапија, бидејќи во современиот свет во кој што живееме, палетата на лекови кои што служат за контролирање на лошите видови на холестерол, бидејќи не е само ЛДЛ холестеролот, тоа е една поголема палета. Значи се повеќе и повеќе се збогатува и нам во Македонија ни се достапни повеќе лекови, освен статините, значи достапни се и други лекови, било како монотерапија, било во комбинација во една таблетка со статин, со кој што можеме да влијаеме на контрола на сите видови на лош холестерол. Имено за разлика од хипертензијата, каде што луѓето и преку пиење кафе и во секојдневната често знаат да си го земат апаратот и самите да си измерат крвен притисок или барем и тоа е на почетокот и хипертензијата е асимптоматска болест, меѓутоа во одреден период почнува да дава одредени неспецифични симптоми. За жал, хиперлипидемијата или дислипидемијата не дава никакви симптоми, никакви манифестации. И заради тоа луѓето, особено кога иницијално почнуваме да применуваме липид модифицирачка терапија кај пациент, кај лице, кој што се уште не ни знае дека ќе стани пациент или треба да биде пациент, тоа се и млади лица кои што имаат еден
поединечен ризик фактор, изолиран ризик фактор, но значајно зголемен, тоа е многу често дислипидемијата. Почеста е од 40 до 50% кај популацијата над 18 годишна возраст. За жал, може би само 10% од тие луѓе знаат или си ги одредиле вредностите, или им било сигнализирано дека се тоа вредности кои би побарувале покрај хигиено-диететскиот режим, би побарувале и помош со лекови. И кога говориме за помош со лекови, кога говориме за холестеролот, примарен лек од избор се статините. Мислам дека асимптоматската состојба е една од главните причини за можеби одбојноста, односно несвесноста дека во нашето тело владе, работи, меѓутоа работи на наша штета еден мајорен ризик фактор, бидејќи дислипидемијата заедно со хипертензијата и со дијабетесот се трите клучни модифицирачки ризик фактори што ние можеме да ги контролираме само со добра, како да кажам, со добра волја и со свесност и со желба да се оптимизира. Ние сваќаме веројатно до толку сериозно состојбата со покачениот холестерол, знаеме само да констатираме дека ми кажаа дека ми е покачен холестеролот, несвесни дека не веќе како ризик фактор, туку и како главна причина за кардиоваскуларните заболувања. Да, тука за жал е делумно и наша вина. Наша вина, кога велам здравствените работници севкупно. Ние, Македонското кардиолошко здружение, покрена една иницијатива со Здруженијето на лабораториски инженери, лаборанти, биохемичари, да се секој од нас кога ги добива оние резултати од крвни анализи, лабораториските листи, нели во заграда секогаш стојат така наречените референтни вредности. Една од најголемите заблуди сега веќе полека почнаа да се менуваат, од некои лаборатории почнаа да се менуваат. Исто како кога имате хиповитаминоза Д, па се вели ова е нормално, ова е намалено, ова е многу намалено, ова е тежок дефицит. Сега веќе постепено и на лабораториските листи каде што се следи ЛДЛ холестеролот, каде што се пишува, нели се пишуваат неколку вредности. Некои од нашите од гледачите нели на оваа емисија или севкупно од граѓаните веројатно почнуваат тоа да го забележуваат, бидејќи од целата палета на лоши холестероли, тука спаѓа ЛДЛ холестеролот како најпроминантен и ние најчесто говориме само за него, за да не креираме забуна ниту кај колегите, ниту кај граѓаните, бидејќи во палетата на лоши холестероли спаѓаат и ВЛДЛ, ИДЛ, спаѓа една исто така молекула која што е прилично значајна и во последно време многу се говори, тоа е LP-little во англосаксонската терминологија или липопротеинот А, а дури и оној добриот холестерол кога е во вредности кои што се поголеми од 2,5 милимоли на литар, исто така веќе не се носители на заштитата. Оптималните вредности на добриот холестерол би биле некаде помеѓу 1,2 и 2 милимоли на литар. Постепено, значи, почнуваме и почнува да пробива нели во јавноста, да пробива таа информација дека ЛДЛ холестеролот или севкупно сите лоши холестероли се опфатени со терминот non-HDL, има различни прагови вредности во зависност од тоа каков е ризичниот профил на една личност. И сите личности според ризичниот профил припаѓаат во една категорија. Кога велам сите личности, не мислам на пациенти, но мислам на сите нас, на секој поединец. Да. Тоа се 5 категории, тоа се лица со низок, со среден, со висок, со многу висок и со екстремно висок ризик. Целните вредности на ЛДЛ холестерол кон кои се стремиме зависат од ризичниот профил на кој што ние припаѓаме, а ризичниот профил го одредува и знае да го одреди секој матичен лекар, секој специјалист, интернист, специјалисти кардиолози, ендокринолози, педиатрите, бидејќи високите вредности на ЛДЛ холестерол можат да се сретнат и во педиатриската, односно од раѓањето да бидат присутни кај едно новороденче. Полека тоа постепено нели ќе го прифатиме и го прифаќаме, меѓутоа мора што повеќе да говориме за тоа. И според тие целни вредности поединечно за секого, што покажуваат, се применува или промена на животниот стил,
или одредена доза различна кај секој пациент, Точно така, во така. зависност од ризикот, состојбата и другите здравствени проблеми кои што ги има. Секако. Значи, имаме два начини на зголемување на вредностите на Што го прави холестеролот. висок холестеролот. Што го прави, да, висок холестеролот. Едниот начин е тоа што самите себе си го правиме, а тоа значи севкупно кажано нездрав начин на исхрана, за да не навлегуваме во детали. Другиот начин е, за жал, нешто на што ние се уште не можеме да влијаеме, а тоа е внатрешното што го носи секој од нас, а тоа е генетиката. Имено хиперхолестеролемијата е една од формите на дислипидемија, ги има повеќе форми, и таа може да биде и таа е генетска болест. Ние во некој од предходните емисии и цела тема говоревме обработивме на таа тема. Значи, фамилиарната хиперхолестеролемија, за жал, е честа ретка болест. Значи, како хетерозиготна форма се јавува на секој 250 лица, било каде, значи, особено белата раса, Европа, Северна Америка, честотата е некаде околу на 250 до 300 лица, едно лице има хетерозиготна форма. За среќа, тешката форма, тоа е хомозиготната форма на фамилиарна хиперхолестеролемија, е многу ретка, и таа се јавува од прилика на 1.200.000 жители едно лице со хомозиготна форма. Значи, двата се начини како може нашето тело да дојде во ситуација да има високи вредности на проатерогени липидни честички, кои што ние треба да ги модифицираме. Едните, тоа е со екзогено внесување, на што ние целосно може да влијаеме, а другото е ендогеното отсуство или намалено метаболирање или погрешни патеки на метаболирање, каде што ни е потребна се и во првата ситуација основен начин на борба, и не е или, но правилниот начин на исхрана е доживотно, тоа е стил на живење, тоа треба да се трансформира во стил на живење. Ние една мала дигресија ќе направам, од извесно време на клиниката за кардиологија ја имаме третата категорија од новите липид модифицирачки терапии, тоа е парентерална терапија, генеричкото име му е инклисиран и е предвидено за лица кои што со другите форми на липид модифицирачки лекови не можат да ги достигнат целните вредности, и кога почнавме вторите дози да ги даваме, и еден од пациентите, нели, кога ги видел вредностите, неговиот коментар бил: супер, сега јадам се и ЛДЛ холестеролот ми е единица. За жал не треба да биде така. Ние сме многу срекни што неговата вредност на ЛДЛ холестерол е постигната, меѓутоа основно и целоживотно однесување е соодветен начин на исхрана. И она што за ХДЛ холестеролот е многу важно, во моментов не постои лек што може да го зголеми ХДЛ холестеролот, иако во науката постоеле обиди за дизајнирање на такви лекови, дури и кога се успеало во тие предклинички фази на испитувања, кои што се замрени и не е продолжено, дури и кога се успевало да се подигни нивото на ХДЛ холестерол, тоа не резултирало со зголемување на кардиоваскуларната заштита. Нашата крајна цел со сите лекови во кардиоваскуларната палета што ги даваме е да го зголемиме преживувањето и да го зголемиме квалитетниот, она што се вика квали, тоа е квалитетниот живот или живот без болести или живот со што помал степен на онеспособеност за секојдневно функционирање. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ви благодарам. Едно прашање до докторката. Кои вредности се до граница да не се употребуваат таблети, а кои се над границата за да знаеме доживотно да ги пиеме? Ви благодарам многу. Ви благодариме и ние вам за јавувањето. Јас ќе ги набројам вредностите, меѓутоа повторно ќе кажам дека тоа зависи од ризичниот профил на пациентот. Значи, најниската вредност, ќе почнеме од најниската вредност, значи најригорозната контрола, тоа е вредност на ЛДЛ холестеролот под 1 милимол на литар.
и таа се смета за оптимална вредност, која што во студиите се покажало дека носи најголема заштита, тоа се оние лица кои што имаат веќе манифестна кардиоваскуларна болест, значи прележале миокарден инфаркт, биле стентирани, значи со ендоваскуларни протези биле третирани со бајпас, имале периферна васкуларна болест, па им била направена операција, онаа бајпас операција, имале исхемичен мозочен удар и доколку и покрај примена на липид модифицирачка терапија не успеале да ги постигнат целните вредности и во рок од 2 години им се случил повторен настан, тоа е категоријата на пациенти кои што имаат екстремно висок ризик и кај нив е потребно најстрога контрола, значи под 1 милимол на литар. До сегашната наука вели дека дури и негде 0,5-0,6 милимоли на литар кога ќе се намали ЛДЛ холестеролот, сме на безбедната страна, бидејќи нели липидите, различни видови липиди, фосфолипиди и слично се потребни за градивни елементи. Тоа е другото прашање, нели зошто се креира еден вид на одбојност. Значи, резултати кумулирани од 30 годишни испитувања велат дека некаде до 0,5-0,6 вредности на ЛДЛ холестеролот набљудувани во долг период или присутни во долг период на животот не резултирале со несакани промени во смисол на структурните ефекти. Доколку лицето е со манифестна кардиоваскуларна болест, и тука се еквивалент диабетес од тип 2 и од трет стадиум бубрежна слабост, тогаш целната вредност на ЛДЛ холестеролот е под 1,4 милимоли на литар, понатаму целната вредност е под 1,8, односно 2,4 и за здравата популација, за лицата кои што немаат никаков поединечен ризик фактор, значи од познатите традиционалните преку полово специфичните, преку новите emerging risk фактори што се викаат, за сите нив под 3 милимоли на литар ЛДЛ холестерол се смета за целна или за оптимална вредност која што ќе носи атеросклеротична заштита. И сега зависи нели една личност во која од овие категории ќе се најде. И оваа проценка мора да ја направи лекарот. Оваа проценка ние мора... на своја рака и да видиме од до сме, на граница сме или добар ми е, не смееме така, нели па, за жал, тоа е најчесто. Ние кога ќе ги прашаме, ги носите резултатите од лабораторијата, например, за да не ги оптоваруваме, а не, или им се на телефонот или нешто слично, сега новиве, нели, форми на комуникација ни обезбедуваат така, и ќе речи, да, ама добра ми е бројката. И јас кога ќе прашам, кажи ми ја бројката, нели се соочуваме веќе со проблем затоа што не е запамтена бројката. Значи добра бројка за мене нема можеби да биде добра бројка за вас, за некој трет, за некој четврт. Значи секоја личност има своја добра бројка. Еве тоа е она што што би требало да се запомни, а добрата бројка може да се процени со помош на ризични карти или само со добро земена анамнеза, нели, за овие елементи што ги напоменав. Еден лекар може од било кое ниво, почнувајќи од семејниот лекар, па до терциерното здравство, секој лекар може да процени колкав е ризичниот профил на тој поединец и следствено на тоа која ќе биде добрата бројка за таа личност. Имаме следен гледач на линија. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Може да го вклучиме и да, ве слушаме, повелете. Добро утро, изгледа се исклучи првиот гледач. Така, ако вие сте во програма, повелете со прашањето. Поздрав многу до вас и до професорката. Ви благодариме. Многу добра гостинка сте поканиле, токму тоа ми требаше. Значи, јас имам 71 скоро година, ама имам калцификати за моите години, ми рекоа дека е добро во каротидите и на мозокот. Пошто имав некој транзиторен удар, па сега и мозокот го снимав. И сега сакам да ја прашам професорката, иначе добар ми е холестеролот, од прилика рече дека ми е добар лошиот, тој е ЛДЛ. Бројката ве молам и каков удар имавте, исхемичен или крваречки? Не, онаков, транзиторен ми рекоа. Добро, а бројката на тоа добриот бројчето? Па не го имам сега во мене, таму во соба ми е во документите и јас не очекував дека ќе ме прашате, ама ми рекоа не ми беше единица, знам над 2 беше некако. И сега ме интересира, професорке,
Значи, дали уствари многу емисии има, многу гледачи се јавуваат, па мускулна слабост од тие статини што ги викате, па не знам ова, па не знам ова ми се случи, она ми се случи, и сега уште ова еден гледач се јави и рече Нормолип пиел и многу му било добро. И докторот, тој што беше во некоја емисија, рече супер е тоа, ама ја после прочитав на интернет тоа било орист. Сега, тоа ме интересира нешто тука, да не правиме ние грешка, пошто сепак сте вие професорка, тој беше интернист, тој беше гостин. Така да повеќе вас ќе ви веруваме и благодарам многу што сте тука. Да, ви благодариме и ние вам за јавувањето, одлични многу теми сегменти начнаме во во одушеви гледачкава, прашањето. иначе гостинот е исто така кардиолог, тоа е мојот колега Жарко Христовски и тоа беше Телма амбуланта. Мислам, така се. Да, Телма амбуланта минатата недела, нели јас таму гостував и всушност причината зошто поттикна од коментарите и на гледачите тие социјални на мрежи, Facebook е мрежи, социјална мрежа за средната популација, средната возрастна популацијата, младите велат дека тоа не е социјална мрежа за нив. Значи имаше многу негативни коментари на тема статини и токму заради ова проценив дека никогаш не е премногу да се говори на оваа тема. Лекот кој што се извинувам. Лекот кој што го спомнавте и за кој што колегата рече е добро, спаѓа во категоријата на лекови кои што се оф-лейбл, односно помошни помошни средства, адјувантна терапија и така натака. Тоа се, да кажам, препарати кои што помагаат. Меѓутоа не се основни препарати. Основните препарати се лекови. Лековите кои што ги препишуваме, значи на рецепта, се оние кои што треба да бидат примарен избор на секој лекар. И при тоа, еве може сега полека да почнеме да говориме, значи липид модифицирачката терапија е првиот чекор кога говориме за високиот холестерол, не за триглицеридите, кога говориме за високиот холестерол, е статинската терапија. Веќе 40 и повеќе години е присутна со докажани долгорочни студии за нивните и многу истражувани лекови во кардиологијата. И многу истражувани и студии, долгорочни студии, значи долгорочно следење на пациентите, при што ние кога говориме за еден лек, за ефикасен лек, ние два аспекти на тој лек анализираме. Едниот аспект е терапевската ефикасност, значи контролирање на некој елемент или ризик фактор, дали ќе биде тоа ЛДЛ холестерол, дали ќе биде крвниот притисок, зависно од тоа нели кој е лекот, значи тераписката ефикасност да го контролира тој ризик фактор. И не помалку важно, односно подеднакво важно е безбедноста. Значи тие две работи треба да бидат секогаш на вага. И секогаш кога имаме докази дека тераписката ефикасност далеку го надминува ризикот од одредени минорни несакани ефекти, тогаш одлучуваме во корис на тераписката ефикасност. Статините имаат, тие се темел, основа на значи основен лек во липид модифицирачката терапија, делуваат на ниво на хепарот доминантно и ако имаат повеќе места на делување, на ниво на хепарот, во хепатоцитите тие делуваат како еден вид на чистачи и им помагаат на хепатоцитите да го акумулираат ЛДЛ-от и другите проатерогени липидни частички од циркулацијата и да ги метаболираат. Значи хепарот знаеме генерално дека е познат како чистач на, нели има многу силна и многу моќна улога. Тоа е нивниот основен механизам. Двата начини на кои што статините помагаат. Едниот начин е преку редукција на нивото, на вредностите на сите проатерогени частички, а редукција на ЛДЛ холестеролот докажано во безбројни студии на популации на пациенти, метаанализи, популации на пациенти од по 100.000, од по 200.000, тоа се збир на студии, на многу студии, повторно ќе кажам, најдолго присутни на пазарот, мислам, воопшто во медицината, некаде од 80-тите години, се првиот лек кој што за 1 милимол на литар редуцирање на ЛДЛ холестеролот резултира со 20% редукција на релативниот ризик за било каков атеросклеротичен настан и за срцева смрт. Значи, исхемичен срцев удар, причина за реваскуларизација,
периферна васкуларна болест, исхемичен мозочен удар, како што господјата... Или онемиливиот, транзиторниот, кој што го спомена. Транзиторниот исто така спаѓа во таа категорија. Спомна уште една карактеристика, дека и рекле дека има калцификати. Значи, straight to the point е коментарот на гледачката, затоа што другиот начин на делување на статините се нивните така наречени реостатски својства, односно својствата на делување на ендотелната мембрана на крвните садови во целото тело, независно дали се коронарните, дали се периферните, дали се каротидните, како што ги спомна гледачката, дали се мозочните и така натака. И точно е, значи на 70-71 годишна возраст, сите ние, некој од нас во поголем степен, некој од нас во помал степен, ќе имаме одреден процент на калцифицирани атеросклеротични плаки. Калцификатите сами по себе значат дека претходно им претходело постоење на атеросклеротични плаки. За среќа, тоа значи дека тие се трансформирале во стабилни плаки. Она што е ризикот и каде што статините се особено важни, тоа се така наречените меки плаки, кои што со компјутер или со други методи не можат да се видат, можат да се видат со ултразвучен преглед, можат со специфични анализи на ѕидовите на крвните садови и со компјутерско снимање, но не она снимање што е само на калциум скорот, но ангиографија, каде што има параметри како може да се процени постоење на мека плака. Меките плаки се тие каде што во клетката внатре има мноштво на воспалителни клетки, мноштво липиди и се креираат така наречени пенести клетки, кои што привлекуваат. Значи, тоа се клетки каде што е интензивен процесот на оксидативен стрес и тоа се клетки кај кои што постои ризик така наречено пукање на пукање на мембраната на ѕидот на крвниот сад и тие проатерогено доаѓаат во контакт со материи од циркулацијата и тоа е основа за создавање на тромб и за акутен настан. Токму стабилизацијата на клеточната мембрана, намалување на степенот на инфламација внатре во клетката се мајорните директни заштитни ефекти на статините, кои што се докажани и во лабораториски инвитро студии и така натаму. Така, не само за одржување на нормални нивоа на холестеролот, туку и како заштита од други посериозни и опасни работи. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, ве слушаме, повелете. Ало? Добро утро, повелете. Во програма сте? Ало? Да, ве слушаме, повелете со прашањето. Ајде, јас ќе се обидам уште еднаш во интерес на времето. Повелете со прашањето. Ало, добро утро. Добро утро. Јас сум пациентка на 70 години. Имам 2 стента и сега правев скоро анализа на ЛДЛ и ХДЛ. ХДЛ изнесува 1,20, а ЛДЛ 1,07. Сега ме интересира дали се добри овие вредности, а сега да ви кажам и вкупниот холестерол. Не мора вкупниот да го кажувате, овие две бројки што ги кажавте се идеални. А триглицериди 1,74. Така, слушате добро. И холестерол вкупен 2,8. Ова се оптимални вредности. Господјата спаѓа во онаа категорија на екстремно висок ризик, бидејќи рече дека имала настан и дека нешто за 2 години се повторило колку што ја сватив. Значи, ЛДЛ холестерол 1,07, тоа е единица. ХДЛ од 1,2, значи за жени е над 1,2, за мажи над единица, некаде до 2 рековме, триглицеридите 1,7, оптимални вредности, терапијата која што ја прима и стилот на живење кој што го практикува да го продолжи. Да продолжи така. Ќе погледнеме реклами и продолжуваме понатаму со разговорот.
Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Марија, веројатно најголемата причина зашто имаме одбивност, односно имаат нели пациентите одбивност кон статините е од несаканите ефекти кои што ги даваат, иако не значи дека секој пациент кој што прима статинска терапија ќе ги почувствува истите. Кои се тие несакани ефекти? Па прво во однос на честотата севкупно, значи правени се и големи анализи, бидејќи ова така наречено антистатинско лоби не потекнува од кај нас, од Македонија, тоа е една оркестрирана ситуација која што некаде од Франција и Германија од тие медиуми се појави некаде во 90-тите години и многу пати ова прашање се адресирало. Причините се бројни. Тука има малку и лукративни причини да се промовираат немедицинските, онаа голема индустрија, се извинувам, која што стои позади, значи помошната медицина која што не спаѓа нели во оф-лейбл медицината. Меѓутоа факт е дека во големи студии е покажано дека од прилика севкупната честота на несакани појави е помеѓу 7 и 8% од вкупната популација која што прима статини, а верувајте популацијата која што прима статини е голема. Говориме за бројна популација и би ги набројале најчестите. Прво, тоа е, и ги знаат нашите пациенти во суштина, тоа е влијание врз хепатоцитите, значи врз клетките на хепарот каде што се метаболираат некои од статините. Тој ефект се манифестира преку, или ние може да го видиме, преку зголемување на вредностите на хепаталните ензими. Тоа се оние две кратенки АСТ и АЛТ, си ги знаат пациентите, трансаминазите, да, си ги знаат и често велат. Така што едноставната постапка и точно тоа се појавува како такво. Значи тоа е еден несакан ефект, меѓутоа честотата е отприлика 11 на 1000 пациенти години, така се пресметува во медицината, на тој начин нели се изразуваат честотите на несаканите ефекти. Она што би сакала за сите несакани ефекти да напоменам е дека се транзиторни, дека се минливи и дека имаме начини како да се справиме со нив. Во ситуација кога имаме зголемување на хепаталните ензими, значи кога е тоа зголемување двојно над горните референтни вредности, мудро е да се намали дозата на статинот, мудро е можеби и да се промени видот на статинот. Треба да бидеме загрижени тогаш кога е 4-кратно зголемувањето на хепаталните ензими, тоа е индикација да го прекиниме статинот за извесно време. Кои се постапките потоа да продолжиме доколку пациентот има апсолутно индикација, потреба да прима терапија, а ќе кажеме заради претходните ефекти дека статините се основна терапија. Значи се вели речелендж, повторно воведување, значи после одредена пауза и мерење нели на вредностите, одредување на вредностите кога тие ќе се нормализираат, а се нормализираат за период од 2-3 недели. Повторно воведување. Почнуваме. Една стратегија е иницијално почнуваме со мали дози и правиме нагорно титрирање. Постепено ја зголемуваме дозата. Друг начин е така наречена alternate day therapy. Еден ден прима статин, еден ден не прима статин. Третиот начин е замена на статинот. Например, доколку се појавила, бидејќи различни видови статини различно се метаболираат. Ние во Македонија имаме 2 статини кои што доминантно се користат и кои што спаѓаат во високопотентните статини во однос на нивната тераписка ефикасност, тоа е аторвастатинот и росувастатинот. Аторвастатинот предоминантно се метаболира преку хепарот, росувастатинот предоминантно се елиминира преку бубрезите. Мудра стратегија е кога ќе се појави таква хепатална ситуација да го замениме доколку бил пациентот на аторвастатин, да го свичуваме, да го поставиме на росувастатин. Секогаш треба да имаме во предвид кои се другите лекови кои што пациентот ги прима, бидејќи аторвастатинот се метаболира преку ензимски систем ЦИП, каде што многу лекови други се метаболираат, значи многу е важно какви други лекови прима
пациентот за да се направи процени, нели, може би краткотрајно да се прекини, бидејќи има лекови кои што силно го активираат или инхибираат тој ензимски пат. Значи, другите лекарства што се примаат, и колегата во минатата емисија напомена грејпот. Значи, колку често се користи не знам, меѓутоа тој е силен компетитивен, тоа е храна, меѓутоа многу силно влија и треба да се избегнува кога се примаат лекови, статини, кои што се метаболираат преку хепарот. Грејпфрутот или цитрусните Да, овошја, така? да, особено оној портокаловиот, што е по не да. жолтиот, него оној потемниот, да, црвениот грејп, како го викаат, да. Значи имаме форми за надминување, значи некои од тие форми ги напоменав, и она што е особено важно, постојат студии во последно време кои што велат, тоа се обсервациони студии, кои што велат дека кај луѓето кои што примале статини е помала честотата на хепатална лезија, помала е честотата на хепатоцелуларен карцином, значи тоа се само обсервации во моментов, меѓутоа, значи ова е само за реашуринг или за убедување на пациентите дека не сме на небезбедната страна во однос на хепаталните настани. Другиот ефект е миалгијата, мускулните тегоби и слично. На мускулната болка најмногу се жалат и таа е најмногу како да ги загрижува. Например, мојот сопруг повеќе од 30 години, тој е 3 пати стентиран и така натака, значи повеќе од 30 години ги прима статините и да, повремено ќе кажи, нозеве ми се како трули. Што правам јас? Ке му ја намалам дозата извесно време, ке се 2-3 недели и слично, или она што не го напоменавме. Значи, можеме да постигнеме ефикасна тераписка контрола со употреба на комбинирана терапија. Ние во моментов на пазарот во Македонија, на пазарот кога велам, значи тоа се лекови достапни на рецепта, говориме за лекови со класа 1 препорака за применување, фиксно дозни комбинации, каде што во една таблета има 2 материи. Покрај статините има и езетимиб, и на тој начин, со намалување на дозата на статин, ние успеваме, во таа фиксно дозна комбинација, ние успеваме да постигнеме оптимална контрола на липидите, а со помала доза на статин. А несаканите ефекти се секогаш дозно зависни. Колку применуваме повисока доза, например за росувастатинот, максималната доза е 40 мг, веќе постојат студии кои што велат подеднаква тераписка ефикасност, да, таму каде што е индицирана, нели? Не можеме за дозите да говориме, бидејќи уште 2 емисии нема да ни помогнат. Ама важни се начинот на дозирање зависно од состојбата на пациентот. Таму каде што е индицирана висока контрола на, значи големо намалување, подеднакви тераписки ефекти се постигнуваат со двојна помала доза на росувастатин, кога е во фиксно дозна комбинација со езетимиб од 20 мг росувастатин со 10 мг езетимиб. Според студиите има подеднаква тераписка ефикасност како 40 мг росувастатин. Бубрежните пациенти, да ги спомниме, кај нив е апсолутно индицирана, особено кога влегуваат во трет стадиум на бубрежна слабост. Бубрежната слабост е еквивалент на атеросклеротична кардиоваскуларна болест и е неопходен третманот, меѓутоа таму па треба да бидеме повнимателни со росувастатинот, а повеќе да ни биде примарен избор аторвастатинот, бидејќи рековме тој се метаболира преку хепарот, преку јетрата, джигерот, додека овој преку бубрезите. И тогаш ќе ја намалиме дозата кај пациенти во напреднат стадиум, а тоа лекарите нивни го знаат како да го пресметаат, нели како да се одреди стадиумот. Тогаш не се оди со дози поголеми од 10 мг росувастатин, кога проценетата ГФР е под 25 милимоли на литар. Секој лекар, почнувајќи од матичните, ги знае овие елементи и со оптимален избор, значи од наша страна, со оптимален избор, и во ситуации, еве и тие ситуации да ги напомениме. Има пациенти кои што еден статин ке се замени, тука има една компонента на ноцебо, таа е спротивна од плацебо. Имаме ние пациенти кои што кога ќе го земат лекот, прво го отвараат упатството што стои внатре, ги читаат нус ефектите и после една недела ги се враќаат назад и ги чувствуваат. Значи, доколку статините навистина ги предизвикуваат кај една личност овие несакани ефекти, ние имаме друга палета на лекови кон кои што се посегнува. Ама треба да ги пријават несаканите ефекти кај својот лекар кој што ќе процени. Зборуваме, апсолутно секогаш мора да биде во консултација со
почнувајќи од матичниот лекар, семејниот лекар, па тој по потреба ќе процени дали ќе го испрати на На крајот сме на специјалист. емисијата, верувам од сето ова што го слушнавме од вас, полека ќе ја вратиме довербата во статинската терапија кај голем број од пациентите на кои што им е потребна, а можеби од различни причини ја прекинали или пак едноставно не сакаат ни да ја почнат. Јас се надевам, но исто така да им кажеме дека покрај статинската терапија имаат многу можности, она што е важно, контрола на ризик факторите, бидејќи тоа е она што ќе го намали бројот на кардиоваскуларни настани, случувањата, ќе ја намали Компликациите и смртноста, оние а тоа е она што кон најлоши што сите се случувања. стремиме. Да. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам вам на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.